بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم ما بعد. Zahvalnost ovo sekundarna prigoda i prilika mu pripadi samo na Allah Đelešanu. Zato što samo Allah Đelešanu je dostojan da mu se pravi hvala. Salavatu selam od mirot i spasom neka bile na našoj pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Njegova familija, njegovi sahabi i sledbenici na sunnetu do sudnjeg dana. Че зборуваме за едно оружје. Кое оружје го имат верникот. Ова оружје е поопасно од атомска бомба. Поопасно од хидрогенска бомба. Поопасно од секое едно оружје што ние го позинаме денеска во дуња. Ова оружје немој детектор да го откриете. Немој детектор да го откриете. Тајни служби не може да го откриете. За ова оружје не треба специјален курс. За да го употребиш ова оружје не треба од никој да земаш дозвола. Ова оружје е дуа. Ова оружје е дуа. Ед-дуа силахул муъмин, рекол пегамбер алейхи селам. Довата е оружје на верникот. Оружје. Не јако оружје. Само ние не му знаеме кимет, вредност на ова дуа. Дуа. Не знаеме што значи ова дуа. Ова е големо нешто. Дуа юхайир кадар. Довата го менви на кадарот. Allah Đelešanu ti zapišal nešto na tebe sebe po ova dua, moj da ti se menite, ама повторно ова е запишано во кадар на Allah Đelešanu. Allah Đelešanu ќе ти вдахни на тебе да ја правиш таа дуа, за да се промени тоа нешто, али сепак тоа е запишано во кадарот на Allah. Ова е таа оружје што е поопасно од све во дуња. Денеска овој умет треба често да го употреби тоа оружје. Заборавме да правиме дуа. Многу малку правиме дуа. Многу малку. Сахаби пегамбер алейхи селам многу правеле дуа. Многу дуа. Без крај. Ние денеска забораваме на ова наше оружје што ни го даде Allah Đelešanu на нас. Што го имаме. Види. Од многу од муслимани Куфар е знет повеќе вредноста на ова дуа. Снимајте. Куфар знет за вредноста на ова дуа. Иако тие го нападве на Allah Đelešanu и на овај дин, али знет за ова оружје. За ова дуа. Знет. И се плашат од ова дуа. Како аргумент? Не знаете, не гледате. Колку имаме му е забрането да пред дуа во хутба. Против ова и против ова. Знаете ли? Немате сумено ли? Гармада, забраното му е да пред тоа, против ова, поплава, Allah дај му ова, како народот на Семуд, како народот на забраното му е. Знаете зошто е? О страф од ова дуа, бе срце. Знет ти е вредноста на ова дуа. Голема е ова. Како кажа, атомска бомба е играчка за ова. Види. Утбе ибн Рабија, еден од големците од Курейш, отиде ке пегамбер алейхи селам, беше пегамбер алейхи селам околу Кеаба. Дојде ке пегамбер алейхи селам рече, ја Мухаммед, ако ти требит пари, да собериме цело богатство, да ти дајме тебе. Ако ти требит власт, да те правиме градоначалник на Мека. Ако ти требе жени, да те жениме со најдобрите девојки од Мека. Што ти требит, кажи, да ти дајме, само остај го ова. Немој да повиквиш во ова. Што ви требит сега ова? Рахат сме,
Ostaje го ова, види. Вели пегамбер сам заварши, мореше на Утба ибн Рабија, дали заварши? Да. Рече се слушајме мене. Пегамбер сам му читаше од сура Фусилет. Мучеше од сура Фусилет, ајде. Сега дека дојде, فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةُ مِثْلُ صَاعِقَ عَادٍ وَثَمُودَ. Дова мореше, вижда Аллах Желешану. И ако тие ти свртат грб на тебе, ти опомени ги на ними со гром, со секајца, што ги удри на Ад и на Семуд. И пегамбер сам престана и се сврти према Кјабе и вели ги крена негови раце. Пегамбер сам ги крена негови раце. И дојде Утбе, овој што беше од позади додма во лице на пегамбер сам и му кладе негова, пегамбер сам почна да прави дуа. И му кладе негова рака на негова уста на пегамбер сам рече: "Ја Мухамед, те молам рече, во тоа што сме крвно сродство, што сме од Курејш, што сме блиски, немој да правиш дуа." Снимаш? Се плашиш, како се плаши тоа денеска. Му кладе раката и рече: "Немој да правиш дуа." Те молам во тоа што сме роднини, што сме фамилија, што сме Курејш, немој да правиш дуа. Знаеше ова оружје. Знаеше за ова оружје Утбе. Опасно оружје. Многу јако оружје, треба да го употребиш денеска срцево. Не плаши се, употреби го. Прави дуа. Тие се плашеја од ова дуа, иако тие го нападваја на Аллах и на пегамберот. Се плашеја од ова дуа. И денеска не знаат го е уведен на дин на ислам на верници, али се плашат од ова дуа. Пегамбер алейхи селам еден ден правеше намаз во Каба. Над зидовите настрана од Каба беа 6 или 7 од Курејш. Начело со Ебу Џехел, Умејја, Валид, Шуб, Шејбе, Рабија, Укбе ибн Муајд. Овие 6 или 7 се вели беа настрана. И рече Ебу Џехел: "Кој ќе од кефилан заклан на камила да донеси утроба од таа камила?" Таа утроба што се тие трбушки. Укбе рече: "Отиде, дојде и му остави на пегамбер сам додека беше во сежде." Додека беше пегамбер сам во сежде, му остави ова оставштина од ова камила. Ибн Месуд беше настана, беше сам, не можеше ништо да направи. Беше во почеток на ислам, беше слаб, не можеше ништо. Во некој риваја се вели дека ја викна на Фатима радијаллаху анха, черка од пегамбер сам. Во други ривајат се вели дека помина Фатима радијаллаху анха, беше мала, многу во ова, и го виде на пегамбер сам како во негов врат се овде е неоставштени од ова камила. Дојде и ги повлече. Пегамбер сам го заврши намаз. Имате еден ривајат вели, рече: "Ја абети, о мој татко", рече, "прави дуа за ними." Рече: "О мој татко, прави дуа за овој", рече. Пегамбер алейхи селам стана, кога заврши намаз, се сврти спрема ними и рече: "Аллахумма алейка би Курејш." Ја Аллах, уништи ги на Курејш. Вели, негова черка го говори на пегамбер сам и не беше задоволна од ова дуа. Еден ривајат. И вели пегамбер сам продолжи: "Аллахумма алейка би Абу Џехел, Аллахумма алейка би Умејја, Аллахумма алейка би Валид, би Шејбе, би Укбе, би Рабија." Ги набра сиве 6 или 7. И вели Ибн Месуд: "Се колнам во Аллах Џелешану, бев од тие што во битка на Бедр ги фрлавме тие мртви тела на куфар во тој бунар и сите овие 6 или 7 што ги набра пегамбер алейхи селам ги фрлихме внатре." Ова е тоа оружје, што е поопасно од хидрогенска бомба. Што треба и денеска верникот да го користи тоа оружје. Крени ги твои раци, немој да се страмиш, немој да се плашиш. Крени ги твои раци и барај од Аллах Џелешану. Ова е твое нешто што ти го дава Аллах Џелешану, за да се бориш во вакво време. Ако ја научиме вредноста на оваа дуа, ќе имаме голем напредок во наш живот. И ако научиме од кого ми бараме, големината на Аллах Џелешану, дека бараме од Азиз, оној кој е најсилен, од Хаким, од Азиз, од Гафар, од Рахим. Овие имена, ако ги научиме ми од Аллах Џелешану својства, сифати што ги имат, тогаш ќе имат голема вредност ова дуа. Да не би наша дуа само празни зборови. Кога кренеме наши раци, да знаеме дека ние бараме од Господар на сите светови. Од онај во чии раце е секој едно нешто.
од оне во чии раце е рискот на небеса и на земја, на сите нешта Аллах Желешану ги обскрбува. Вака да веруваме, вака да правиме дуа. Не дуа само да ме ги направиме ова дуа. Со ваков јекин треба да ја правиме ова дуа. Дека бараме од Господар на сите светови. Бараме од Господар кој не се досадува од наше барање. Да бараш од еден инсан, еднош, два пати, три пати, четвртиот пат ќе рече доста. Халас, доста. Не се интересен. Аллах Желешану не се досадува колку и да бараме ние. Колку и да правиме дуа ми, Аллах Желешану не се досадува. Аллах Желешану е радосен кога робот ги крени неговите раци и барат од Аллах Желешану. Да бараме од оној кој вели во хадиси куци, вие сте голи и боси ако ја не ве облечам. Вие сте гладни и жени ако ја не ве напијам и не ве напојам. Кога би сте собрали од првиот до последниот како најбогобојазливото срце и да видите сите богојазливи како него, нема да зголемите во моје кралство ништо. Кога би се собрали од првиот до последниот и инсани и джин и луѓе и да видите најлоши како најлошото срце, ништо нема да му наштети на моја големина. Бараме од овој мија. Правиме дуа ке овајане. Сахаби го прашуваа на пегамбер алейхиселам за многу работи. И кога дојдеше одговор од Аллах Желешану, јес'елунека анил махилла, те прашуваат за ова, кул ова, речи им ова. Јес'елунека анил махид, кул ил махид, те прашуваат за махид, речи му махид. Али кога дојде да го прашаат за Аллах Желешану, кога дојде да го прашаат за нивна дуа, велите Аллах Желешану, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Те прашуваат мои робови за мене и не вели да Аллах речи му. Инни кариб. Фа инни кариб. Јас сум близко, многу близко. Уџибу даъвате да'i иза дан. И му одговарам на тој што барат од мене. Многу близко Аллах Желешану. За овие дуа. Поблизко од ова вена куцавица. Поблизко од сам себе си. Повеќе те позина што ти повеќе се позина себе си. Аллах повеќе не позина на секој еден. Немој да заборавиме на ова дуа. Специјално во ова време. Ќе дојде покасно. Пегамбер алейхиселам во ноќта на Бедр. Вечерта Бедр, битка на Бедр, утре се одвива битка на Бедр вечерта. Пегамбер алейхиселам беше во шатор со Абу Бекр. Ги крена негови раце високо. Абу Бекр вели, му го става в негово џубе, патвеше од негови рамена. И пегамбер алейхиселам направи една дуа. Ја Аллах, ако се уништите ова група денеска, ако е уништите утре ова група куфар, немат кој да те слави тебе више во дуња. Немат добри робови више. И ова дуа траеше долго, велите Абу Бекр. И на крај многу веројатно доста. Аллах Желешану нема да го прекрши ветувањето кое ти го даде на тебе. Нема да го прекрши. Велите Аллах Желешану: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. И кога баравте помош од Аллах Желешану, и ви одговори на вас, и ви помогна со 1000 мелеки кои доаѓа еден по еден. Начело на овие мелеки во битка на Бедар, Џибрил алейхиселам. Џибрил алейхиселам со негова којнаница. Во други ајет дошло дека до 5000 мелеки дошле во битка на Бедар. Куфар што прима ислам после од битка на Бедар, кажува сакав да го убијам на филан, имаше 10 како него. 10. Други кажат дека сахаб каже сакав да му пречам главата пред тоа летна од него, не го прекол некој мелеки. Сахаби гледае некој мелеки во битка на Бедар, а и куфар гледае мелеки во битка на Бедар. Поради ова дуа од пегамбер алейхиселам. До 5000 мелеки. Немој да се сметаш дека не си вреден, дека не си достоен, дека не си добар верник. Немој да се понижуваш себе си. Снимаш? Немој да се понижуваш. Ти си вреден ке Аллах Желешану многу. Имаше еден од сахаби што живееше во Сахра, во пустина.
И доаѓаше во град, и секогаш кога доаѓаше во град, носеше од село некои ствари за продавање. И носеше дел ке пегамбер алейхиссалам хедија, и пегамбер алейхиссалам му даваше нешто што имаше тој ке него. Го сакаше многу пегамбер алейхиссалам. Снимај сега. Еден ден дојде овај човек ке куќа на пегамбер алейхиссалам, тропна, Ресулуллах не е тука. Замина во пазар овај човек да продава што имаше роба. Пегамбер алейхиссалам се врати дома, кога му кажа ја Расулуллах те бараше филан и филан, јани од село, од пустина, јани. Пегамбер алейхиссалам не рече утре, чекај, не бе, рече, каде овде? Одма отиде во пазар. Овај човек се вели во Сира, немаше добар изглед. Беше црн бедуин, мискин, здробен, јани. И продаваше негова роба и пегамбер алейхиссалам дојде од позади него полека и го фати, јани. Во негово тело од позади. И рече, кој ќе го купи овај роб? Ни правеше шала пегамбер алейхиссалам со овај човек мискин, јани. Невреден, ке многу невреден. Овај човек прво се уплаши, вели дошло во Сира, мислеше дека некој дојде да го украде на него. Ама кога виде, рече, сахаби пред него, зашто него гледаше пегамбер алейхиссалам, свати дека тие се смеат, дека ова некоја шала, кога виде пегамбер алейхиссалам, рече, ја Расулуллах, рече, не е проблем, рече, продадиме на мене, ама твојата трговија ќе пропадне, кој ќе ме купи на мене? Кој? Никој нема да ме купи на мене. Се мислеше и тој, јани, слаб, недобар, неличен, небогат, мискин, од село, селјак. Рече, не, рече пегамбер алейхиссалам, валлахи, рече, ти ке Аллах джелешану си многу скап. И ти си ке Аллах джелешану на високо место. Ти имаш висок степен ке Аллах джелешану, а и ке пегамбер алейхиссалам. Зато денеска на многу луѓе не му е јасно зошто некој му даваш, важност, му даваш внимание на некој луѓе. Зошто си видел ти нешто што тој чор, мискин, слеп, што треба да облечи наочари, тегли на него, не го видел те. Јас сум го видел, и ти си го видел. Така виде пегамбер алейхиссалам овај. Немој да се смета слаб, мал. Суре Буруџ, Асхабул Ухдуд, Суре Буруџ. Тоа мало момче, сме имале дерс за тоа. Поради таа дуа која правеше овај крал, сакаше да го убие. Неколку покушаи да го фрлет од планина, да го удет во море, секоја се врашташе. Ја Аллах рече, уништи ги како ти сакаш, ноебе. Само ова дуа. Ја Аллах ги уништваше. Го врзае во стебло, фрлае со стрели, не може да го уништите. Не може. Му рече, може да ме уништи само ако речеш во името на господарот на ова момче. Фарли го уби. Све што гледаш околу него прима ислам. Асхабул Ухдуд. Потоа ги казни овај крал, ги фрли во оган на сите овде. Едно момче. Цел крал, цело кралство не можеше да го уништи. Цело, све. Не можеше да го уништи. Немој да мислиш дека си невреден. Ова дуа, Нух алейхиссалам, 950 години го повикваше негов народ. Вели улема, сите методи, сите механизми, сите начини на даве ги употреби Нух алейхиссалам. Ги повикваше ноќе, лейлен во нахара, ноќе, дејне. Дејне не можеше, ноќе, 24 сати. Ги повикваше со зборови, ги ставае прстите во уши, ги повикваше со мимики. Кога ги повикваше со мимики, тие вели нивните огартачи ги фрлеа на нивна глава. Ги употреби сите, ги употреби све што имаше можност. И на краја направи тоа. Нух алейхиссалам. Вели? Ја Аллах, немој да оставиш ни еден од овие куфар во живот. Ни еден. Зашто ако оставиш еден, тој ќе ги залута твоите добри робови и од нив нема да се родат освен грешници и куфари. Уништи ги сите. И рече Нух алейхиссалам, فَقَدْ دَعَ رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ. И рече, ја Аллах, јас сум победен више. Ти ме не помогни ме. أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ. И вели Аллах джелешану, ми ја пуштивме вода од небо и од земја. И се споја вода од небо и од земја и настана кијамет во дуња. Све што беше куфар до еден, се уништи во дуња. Поради ова тоа на Нух. Не остана ни еден.
Се спасија само тие што се качија во бродот со Нух алейхи селам, најголема бројка 83 верници. Најмала 12-13. Во те се што дошла. Поради ова дуа, поради ова негово оружје, настана вода од небо и од земја се споја. Немаше суво дрвче во земја. Све поплава. Кијамет. Настана кијамет прв во дуња. Поради ова негова дуа. Зарем не сме ние мискини? Зарем немаме некој болест во нас или во наша фамилија за да не бараме од Аллах Джелешану? Колку имаме само потреба да ја употребиме ова оружје кај Аллах Джелешану? Да бараме со ова оружје кај Аллах Джелешану? Многу сме зависни ми од Аллах Джелешану. 24 сати за да дишиме, за да јаеме, за да пиеме, за да се движиме, имаме потреба од Аллах Джелешану. И да не се страмиме да ги креиме наши раци кај Аллах Джелешану. Да бараме од Аллах Джелешану. И на крај една дуа, што ќе видиме што не научил пегамбер алейхи селам, што рекол за неја. Рекол пегамбер алейхи селам за ова дуа, браќе. Гледај. Валлади нефси биеди, се колнам во онај во чии раце е мојата душа. Нема потреба пегамбер алейхи селам да се колне, али за вредноста, за големината на ова нешто. Се колнам во онај во чии раце е мојата душа. Ма даа биха муъминун, нема некој верник да прави дуа, ова дуа, илла фарраджа Аллаху анху, освен Аллах Джелешану да молесни на него. Нема некој верник да ја прави тоа дуа, а Аллах Джелешану да не му ја услуша таа дуа. Која е таа дуа? Имате една киса за ривајатот на ова дуа, како дошло ова ривајат кај нас. Сад ибн Аби Вакас дојде во џамија еден ден во време на Омер, кога беше халифа. Во џамија беше Осман седна. Беше ассаламу алейкум ја Осман. Осман не му врати селам. Сад ибн Аби Вакас се насекира. Да не врати селам, голема работа би сахал. Ти не сме глава селам да ти враща. Ти велиш како си ти не одговара. Како дрва. Сад ибн Аби Вакас од џамија ке Омер. Ја Омер влего во џамија, му дадов селам на Осман, не ми врати. Омер одма. Рече викнете во Осман овде, одма. Не да чекаме што каде одма Осман овде. Дојде Осман, моли ја Осман, зошто не му врати дуа на Сад ибн Аби Вакас? Селам. Рече, ја емирул муъминин, ја не го слушнав, тој не ми даде дуа на мене. Сад ибн Аби Вакас вели, валлахи му дадов ја. Моме дојде? Не бе, не му бе. Не вели, да дојдов, не. Вели до Осман, вели Сад ибн Аби Вакас, пред малку помина во џамија, ти беше во џамија, ти дадов селам, ти не ми врати. О, вели Осман, вели, да, те примети дека дојде во џамија, ма не слушнав, дали ми даде селам или не ми даде. Ја бев загрижен за една голема работа, и не те примети. Пао да помина, не го видел. Рече, што работа? Рече, еден ден седавме со пегамбер алейхи селам, почна да ни кажуваат за ова дуа, дека се колнам во онај во чија рака е мојата душа. Нема верник да прави ова дуа, Аллах Джелешану да не молесни на него, и вели во ова време пегамбер алейхи селам пред да ни ја каже ова дуа, дојде еден бедуин и почна да го прашува на пегамбер алейхи селам некој работче, и пегамбер алейхи селам не ја кажа ова дуа. Осман, и вели ја се секирав, вели како да не ја знам ова дуа. Вели Домер, валлахи, јас сум бил тој ден и не знам ја таа дуа. Ни беше страм да го препрашаме на пегамбер алейхи селам. И вели Сад ибн Аби Вакас, ја знам таа дуа. Вели јас бев тој ден во тој меџлис. Пегамбер алейхи селам кога стана, кога замина дома, ја трнав по него и го прашав за таа дуа. И рече таа дуа, рече на неби Јунус алейхи селам. Кога влезе во тој кит, кога лапна тој кит, кога направи таа дуа. Субханаллади ла илаха илла ант, субханака инни кунту мина залимин. Ова дуа е направи Јунус алейхи селам во китот. И ова е таа дуа која е направи некој од мојот уммет, рекол пегамбер алейхи селам, нема да Аллах Джелешану да не му се одзве на таа дуа. Субханака ла илаха илла ант, нема други господар освен тебе. Субханака, славен биди, инни кунту мина залимин. И јас сум од оној кој сам себе си направив зулум. Таа е ова дуа која не учише пегамбер алейхи селам. Иншаллах да бидеме од оној кој ќе правиме дуа, кој ќе бараме од Аллах Джелешану во секоја една ситуација, специјално во овие денови на постојани, на рахмен, на милост, да не ги заборавиме нашите браќа и сестри кои имаат мака тегоба во други места во светот. Да правиме ова, да го употребиме ова оружје во овие моменти. Субханакаллахумма бихамдик, нешхеду ан ла илаха илла анта, настагфиру ва натубу илейк.